Се наоѓаме тука во старото училиште, односно се работи за улица Маршал Тито, односно крак кон старото училиште. Се асфалтира овој крак во должина од 180 метри и широчина од 5 метри. Тоа е она улица која што постарите генерации ја знаат како улица која што водеше кон училиштето каде што тие посетува настава. Забележуваме овде нема да се асфалтира само улицата, туку веќе е подготвено и паркиралиште, односно паркинг простор. Да, што се однесува најпрво за улицата, сакам да кажам дека ова улица е уште еднаш да повторам всушност дека е во должина од 180 метри. Сумата предвидена за нејзино асфалтирање е негде околу 2.700.000 денари. Тоа се средства од буџетот на општина Росован. За комплетирање на севкупниот печаток тука кај старото училиште подготвивме и оној простор таму, тоа е паркинг простор во висина од 1.650.000 денари. Така да очекувам овој месец овој објект да биде предаден и да биде ставен во функција. Значи комплетно надворешно екстериерно уредување што се вика. Па да, завршивме уште тука партерното уредување, тоа беше во висина од околу 2,5 милиони денари. Дополнително имаме видео надзор обезбедено и еве како што гледате се градиме. Внатрешниот дел е комплетно реконструиран, опремата е за овој објект набавена и ќе биде ставено многу скоро во функција. Освен ова улица, ќе се асфалтирали на други? Да, моментално постапката е во тек за улици во Росоман и останатите населени места. Предвидени се средства до околу 3,5 милиони денари. Освен тоа се главном улици кои што се предвидени да се работат со бехатон коцки. Во моментот во тек е реконструкција и санација на изливен базен во Сирково во висина негде околу близу 900.000 денари, со што граѓаните на Сирково би добиле квалитетна вода, бидејќи се работи внатрешна реконструкција и обложување на базентот со инокс, и тоа е конечна и трајна реконструкција на тој дел од базентот. Нешто друго што е исто така доста актуелно во Росоман, како оди земјоделието? Што се однесува до земјоделието, не е сјајна, баш сликата знаете. Всушност дека се случи пролетен мраз, при што настрада овошните култури, односно во најголем дел праските. Еве за една информација за граѓаните да дадам дека Општина Росоман, односно Советот на Општина Росоман го усвои конечниот извештај од Комисијата за утврдување и проценка на штети. Утре, други ден, ќе биде предаден до Државната комисија за утврдување и проценка на штети. Меѓутоа, ова прилика би сакал да кажам и што се однесува и до ланскиот извештај за утврдување на проценки и штети од минатогодишната штета, исто така од пролетен мраз, дека таа е помината на Државна комисија и се очекува владата да го усвои овој извештај.